Добре дојдовте во нова дебата. Генерал Стојанче Ангелов е ваш и наш гостин на нова и на нова дебата. Одговарате на прашањата на корисниците на Facebook и Twitter. Подготвени ли сте? Има прилично провокативни прашања. Во секое време, како напната пушка. Немојте да не плашите со такви изрази како напната пушка. Ќе ви кажам и зошто. А пред известно време, можеби пред недела-две, постиравте фотографија на Facebook со пушка. Свесен ли сте дека со тоа всушност не само што сакате да не губате имидж на човек кој е, добро, вие сте генерал, воено лице, но сепак асоцира на насилство, дека повикувате на насилство? Апсолутно не. Јас пред неколку дена постирав слика со пушка, точно на еден месец откако сум дома, откако се вратив од работа на брод, каде што со таа пушка печелев хлеб за моето семејство. Таа пушка е мојата професија. Јас до ден денес го работам тоа. Јас сум денес во политика. Ако успееме благовремено да го срушиме режимот, јас немам намера да ги молам граѓаните да гласаат за мене. Доколку граѓаните сакат да останам во власта, тогаш јас ќе останам. Доколку не, јас повторно ќе заминам да си работам професијата која најдобро ја знам. Велите сакате да срушите власта, но токму се тука всушност тие стравувања за кои говорам кога се сликате со пушка, подразбира дека повикувате на насилно симнување на власта. Најверојатно не следете доволно, јас ширам љубов. Јас сум како хипик. Не, по таа пушка излегува цвеќе. Јас сум во моментов во... Зошто не држите цвеќе, а не пушка? Па не ми доликува овие, и вака ме нарекуваат Стојанка, овие расните македонски мажјаци, како Миленко, Јанко, Мирка се извинувам. Уште да ме видат со цвеќе, не можам да се справам со нив, почна душата да ме боли кога гледам како такви расни мажјаци ме нарекуваат Стојанка. Но во ред, вие сте топ тема овие денови заедно со бомбите на Заев, токму поради таа окупација на МТВ, таа сепак окупација за која... Ја морам да ја коригирам, зборуваме за деокупација. Добро, вие Мората е окупирана од режимот. Ние се обидуваме да ја ослободиме од стегите на режимот. Но вие, да, добро. Апсолутно ние не ја окупиравме, нити забранивме некому влез, нити забранивме некому излез. Ние само бараме Македонската радиотелевизија во информативните програми, во вестите и во дневникот, да пушта прилози со нормална должина, колку што треба за еден таков настан, како што се политичките бомби на опозицијата, да ги пушти по 2-3 минути, но во овие прилози да можеме да го слушнеме гласот на нашиот нелегитимен премиер, неговото сотонско смеење, како и гласовите на другите членови на владата, бидејќи во нивните изјави кои што можеме, односно во нивните разговори кои што можеме да ги слушнеме, врие од криминал. Тие се преполни со кривични дела кои што се подготвуваат да бидат извршени, понекогу пат зборуваат за кривични дела кои што се во тек и многу често зборуваат за кривични дела кои што веќе се извршени. Добро. Кога велам окупација, мислев на мека, кадифена окупација. Планирате ли да направите таква мека кадифена револуција? Докаде сте подготвени да одите со МТВ? Толку начитан кадифена револуција, не ги знам. Добро, мека револуција на тоа мислам. Дали насилството е исклучено во оваа ваша деблокада, деокупација на МТВ за која говорите? Јас дури внимавам, без малку во сите мои постови нагласувам дека работиме без насилство, со љубов. Јас сум убеден дека режимот ќе падне. Ние, ајде да не речам 9 години ќе биде можеби претерано, но 6-7 години ги чувствуваме канџите на режимот врз целото македонско општество. Секоја следна година е полоша од претходната. Денес режимот е како забрзана локомотива, веќе тие го изгубија сенсот, чувството, тие и самите веќе не се свесни колку имат забегано со нивните налудничави постапки. Затоа мене ништо не ми менува еден месец или 2 месеци, дали режимот ќе падне сега или ќе падне после 2 месеци, и затоа ние не ги форсираме нити луѓето кои што ни дават поддршка, нити пак сметаме дека ќе има потреба од насилство. Јас сум убеден дека режимот ќе се сруши од внатре. Уште неколку вакви политички бомби кои што ги објавува лидерот на опозицијата Зоран Заев, на кого што му честитам на исклучителната храброст,
бидејќи во ваков налудничав режим не е лесно и едноставно да се пушта таков материјал. Јас сум убеден дека самите ВМРО-вци, честните ВМРО-вци, кои што се во најголем дел во ВМРО ДПМН, јас ќе кажам дека 99% од членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН се честни луѓе, патриоти кои што ја сакат нашата држава исто и како членовите на СДСМ, како членовите на Достоинство и така натака. Тие не можат туку така да поминат преку она што го слушат секој ден. Митот на Груевски како честен човек е срушен. Ние имаме економски монструм. Денес слушнавме како договара сделка од која што треба да печели повеќе од 30 милиони евра, но не би навлегувал во детали на тој разговор. Пред неколку дена слушнавме за плацеви вредни 17 милиони евра. Само од две сделки ние доаѓаме до сума од 50 на милиони евра. Јас не знам навистина што ја прават на тие пари. Знаете како се чувствуваат сега ВМРО-вците? Јас потекнувам од ВМРО ДПМН, имам многу пријатели. Луѓето си викат, ние се тепавме за 1000 денари, за 50 евра повеќе. Се тепат да дојдат на повисока позиција, да земат 50 евра повеќе. Сега, кога гледат нивниот пастир, нивниот лидер во наводници, пошто тој не е лидер, како се однесува, како го плячка македонскиот народ, на чија што поддршка цело време се повикуваат, па на самите ВМРО-вци е јасно. Јас мислам дека ќе се распаднат од внатре за кратко време. Кратко време се неколку месеци, имајќи в предвид дека чекаме 9 години. Добро, можеме со прашањата на еве одиме со Твитер прашањата Фантом Минас. Слично, генерале, спремни сте на порадикални чекори за влез во МРТВ? Ние немаме намера да влеземе во македонската радиотелевизија. Тоа беше пропаганден трик. Што ќе правиме ако ние влеземе внатре? Треба да предпоставиме да употребиме сила и да влеземе. Ние ќе влеземе во студиото и ние ќе пуштаме програма, ќе држиме заложници. Прво, јас тоа не ми доликува на мене. Јас ги почитувам уставото и законите и сум поборник на легалитет. Нашата намера беше со овие наши собирања да го привлечеме вниманието на македонската јавност. Ние успеавме повеќе отколку што се надевавме во нашите наоптимистички прогнози. Во саботата со така наречениот женски напад на македонската телевизија известуваа и европски медиуми, не само домашните. Во најдалечното македонско село луѓето видео дека жени ја напаѓаат телевизијата и се прашаа, а зошто? Што е работата? Зошто генералот командуваше на жените да ја нападнат телевизијата? Сега луѓето се прашуваат што е тоа што власта сака да го скрие и не го пушта на МТВ и почнуваат почесто да префрлат на Телма, на 24 вести, па и на Благодарите на вас. Не, благодарение на сите активности, но сметам дека ова имаше одредено влијание. Не можам да земам таа улога само моја, значи многу луѓе само иницијативно, без да чекат некој да ги каже, следат на интернет. Јас зборувам за позафрлени краишта каде што интернетот е недостапен или тешко достапен. Оному каде што интернетот е достапен, сите знаат за бомбите. Дури и нивните најблиски ги слушат. Јас сум убеден дека сопругите на овие министри, на премиерот, нивните родители, мајки, татковци, браќа, сестри ги слушат и самите се згрозени. Добро, имаме многу прашања. Дарко Кежман, генерале кој ве излажа во 2011 да излизате сами на избори, вие Љупчо и Љубе, да бевте заедно со опозицијата, сега ќе бевте на власт. Никој не излажал, таква беше одлуката на Централното собрание на Достоинство. Од друга страна, во тој период Љубе Бошковски беше задоен, особено од оваа една плава женска, не знам како се викаш, има сега и некој сајт, постојано ме напаѓат мене. Она беше спремна да умре за Љуби и го тровеше дека јас сум гола вода, дека немам авторитет, дека не носам политички поени, така да јас би отишол во 2011 година со Љубе да не беше онаа плавата женска, која што денес е најокорели припадник на ВМРО ДПМН и која што е најгрлата во одбраната на ВМРО ДПМН. Наталија Ивчева мислите? На кого мислите? Па мислам дека така се викаше. Така е една Добро. карактеристична со леки само ова да кажам. Да. Јас апелирам до сите нека ги погледат клиповите што зборуваше Наталија Ивчева пред неколку години кога го затворија Љубе. Како се закануваше на Јанкуловска дека ќе ја затвори и слушнете што зборува Јанкуловска за неа. Тоа се луѓе без чест, луѓе без образ кои што направија штети во 2011 година, инаку да не беше нејзиното влијание, бидејќи он имаше големо влијание врз Љубе Бошковски, затоа што постојано се возеа заедно, беа многу блиски, мислам, кои со работници политички, и еден од главните виновници зошто немаше коалиција, посебно меѓу Достоинство и Љубе Бошковски, е токму
Оваа личност не ми текнал точно. Ангело, го поддржувате ли предлогот кој излезе во јавност за Мухамед Зекири, нашиот колега од Алсат, главниот говорен уредник на Алсат, како директор на МТВ? Не. Зашто? Јас сметам дека со македонската радиотелевизија треба да владее, да раководи некој од најдобрите уредници или новинари кои што е постар од 64 години. Ние како достоинство се бориме државата да ја водат луѓе кои што имат бела коса на главата. На македонската радиотелевизија и треба комплетно форматирање и да се почне се наново, бидејќи насоката во која се движи и стадиумот во кој што се наоѓа, тешко може било кој од помладите генерации да ја врати. Затоа сметам, не затоа што е албанец, мене тоа не ме интересира. Со македонската радиотелевизија треба да раководи македонец кој што има огромно искуство. Македонец, се извинувам, не македонски државјанин. Македонски граѓанин, лапсус. Граѓанин. Добро. Ангело, уште едно прашање има за вас. Кога МТВ ќе се ослободи, сметате ли дека треба да се укинат сите документарци за Тодор Александров и Скопје 2014? Јас потекнувам од ВМРО ДПМН. За мене Тодор Александров е еден од најголемите македонски херои, за кој што граѓаните немат вистинска представа. Тој е херој кој што се борел за Македонија. Историските околности биле такви да можеби соработувал малку повеќе отколку што тоа ние денес можеме да го конзумираме со Бугарија, да кажам, со бугарските власти, но само малку. Тоа е исто како мене кога ме обвинуват дека сум бил СДСМовец затоа што бев во коалиција со СДСМ само 8 месеци од вкупното наше постоење од 96. И после откажавте таа коалиција. Значи, треба да знаеме дека понекогаш приликите ги терат и кучето и мачето да спијат заедно ако надвор врне дош. Така што кој е кучето, кој е мачето во случајот со СДСМ? Па тоа е употребна стилска фигура сега. Добро. Прашањето ви е не лошо формулирано, но за Тодор Александров емисиите треба и понатака додатно, не секој вечер како што идат сега. Треба малку да се расветли тој дел од историјата, треба да се работи. Еве, пред неколку дена е годишнини од смртта на Ѓорги Сугаре, која што мислам дека воопшто не е обележан, еден од нашите најголеми војводи кој што загинал во 1906 година. Македонската историја не запира во 1903 година со Иленденското востание. Тодор Александров потоа действувал. Значи, ние имаме македонски војводи, комити, револуционери кои што целиот тој период се бореле за ние денес да имаме самостојна и независна држава. Добро. Горк Т. Подршка за Стојанче, зошто не се вклучуваат сите во протестот, пленумци, хонорарци, каде е СДСМ, може да извада 100.000 луѓе? Ова прашање треба да го упати до наброените пленумци, до СДСМ. И јас се прашувам истото, но верувам дека барем во СДСМ добро знаат што прават и верувам дека во одреден момент тие ќе ја преземат иницијативата. Верувам во тоа и мислам дека тоа ќе се случи. Ченто, генерале, ви се допаѓа ли идејата новинарски пленум да прогласи бојкот и игнорирање на сите активности на нелегитимната власт? Идејата не е лоша, но не гледам дека тоа ќе има некаков резултат, затоа што ние живееме во целосно искривена држава во која што работите се поставени на глава обратно. Добро. Сашко Зотевски, дали бил во другите места како што најави дека ќе оди со автомобил на кој има разглас да ги објави политичките бомби? Се смеете, зошто? Тешко ми е да бидам искрен. Денот кога тоа го најавив, ја удрив колата на паркинг. Еден млад дечко излегувајќи во Рикферц ме пресечи и се удривме, нормално тој беше виновен, не бев јас виновен. Мојата кола во овој момент е на мајстор. Откако ќе биде, не е многу оштетена, крилото е искривено, скршени жмигавици фар, тоа е едно скромно количе, се надевам дека ќе биде оправено за неколку дена, а веќе работа ми на барање на озвучување, кое што и го имаме, ќе го монтирам озвучувањето и ќе ја продолжа мојата мисија низ цела Македонија. Добро. Мисијата ми е многу јасна, целта ми е да ги посетам помалите градови, особено во Источна Македонија, по големите села, пред кооперациите, пред продавниците, каде што луѓето се собират, пијат пиво, разговарат, го живеат тој, да речем, рурален, социјален живот, да ги пуштам разговорите директно од звучници кои што ќе бидат монтирани на моето возило. Добро, очекуваме се разбира и реплики од гледачите, односно од корисниците од Facebook и Twitter. Имате една реплика. Андреј, дали генералот слушнал некогаш Александров да спомнал македонски народ?
Не знам сега, не сум во историска кондиција. Кажавте дека е еден од најголемите македонски херои, Тодор Александров. Стојам на тоа. Тогаш бевте историчар пред неколку минути кога тоа го кажавте? Стојам на тоа. Добро. Сашко Зотевски, дали бил во другите места каде што најави дека ќе оди со автомобил, веќе го видовме ова прашање. Еч, дури не е јасно зошто до сега е игнориран од дебатните медиуми. Па тој на мене не ми е јасно во овој период. Јас бев гостин еднаш на приватна телевизија во Штип ТВ Стар, но бев и кај Мухамед Зекири пред неколку недели. Вчера бев на ТВ 24 Вести, еве денес сум овде, така што мислам дека веќе работите се подобрени и прашањето не е на место. Добро, Здравко Резоновски, дали треба да запалиме свеќа пред Сенародната зграда на МРТВ? И сега има објаснување за жал за изгубената демократија, да им го белиме образот, човечноста, новинарството, да им го покажеме патот кон вистината. Тоа е убаво како символичен чин, но јас ги повикувам во сабота во 12 часот, нека дојдат 10.000 луѓе пред телевизијата и нема да има потреба да палеме свеќи. Нема да има потреба ни да влегуваме внатре, тогаш уредниците ќе попуштат. Ментално нема да може да го издржат притисокот кој што ќе го направат луѓето, бидејќи кармата е опасна работа. Јас верувам дека во овој момент на уредниците на македонската радиотелевизија не е лесно. Тие знаат дека грешат, тие знаат дека не се во право. Тоа се сепак интелигентни луѓе. Иако овој главниот, како беше Ратајковски, нема некој искуство новинарско, мислам дека воопшто нема. Може би да има неколку месеци, но верувам дека се сепак совесни луѓе, бидејќи не сум слушнал за нив исто Горан Петревски. Јас сум убеден дека тие многу добро знаат што прават, но тие морално се оправдуваат, сметајќи дека мора така, бидејќи така е наредено, но на тој начин тие стануваат соучесници. Ако некој од мене побара со моите вештини да убијам човек, и јас ако го убијам, јас сум го извршил убиството, не тој што го побарал. Добро. Хок, чим си за љубов, вели, поддржуваш, рековте претходно дека сте за љубов, поддржуваш ли мешанија македонско-албански врски и бракови? Тоа оставам на младите. Не, јас воопшто не би зборувал на оваа тема. Јас лично не би бил среќен кога моето дете би било во врска со албанец или со било кој друг муслиман. Зошто? Во овој момент. Ако сте за љубов, тогаш треба на вистина да ја сваќате љубовта во вистинска смисла на зборот. Јас ви одговорив дека нема да бидам среќен ако моето дете влезе во врска. Да прашувам зошто. Какви се албанците и муслиманите поинакви? Не сме ли сите луѓе еднакви? Они се прекрасни, но јас ви кажувам јас што чувствувам. Но зошто можете ли тоа да го образложите? Тоа ќе се промени. Да го образложам, бидејќи се работи за различни вери, јас сакам моите деца да одат во црква. Ако партнерот на моите деца е муслиман, тогаш ќе идат во џами или во црква. Добро, може да одат и во црква. Не можат. Значи не може да одат во црква. Забрането, најверојатно немат основни познавања. Однапред знаете дека ќе им биде забрането да одат во црква. Не мора да значи. Но ќе имат проблем и двете страни. Значи, ние сме во фаза до вчера вадевме очи. Сега е за почеток јас сум радосен затоа што состојбата е нормализирана. Нам ни треба неколку, јас би рекол, децении, ние да почнеме да живееме заедно. Ние сега со албанците живееме едни покрај други. Меѓуетничките тензии во овој момент ги оценувам како многу ниски. Тоа е вистина, но токму заради тоа би можете да дадете рака на помирување и да кажете да, за мене се сите луѓе еднакви. Рака на помирување, јас немам причина да дадам, бидејќи јас сум помирен. Но мојата ќерка или мојот син не ги давам, тоа е сосем нешто друго. Добро. Нека ми простат луѓето, значи муслиманите, но верувам дека повеќето од нив го чувствуваат ова, бидејќи ние сепак живееме на Балканот и во Македонија. Може би после неколку децении или после неколку века тоа ќе биде нормално. Добро. За вас може би и никогаш. Борче Иванов. За мене не, бидејќи јас тешко дека ќе живеам уште неколку децении, а неколку векови сигурно нема да живеам. Добро. Борче Иванов, покрај од Јанкуловска побаравте оставка и од Зврлевски поради нивната сервилност кон власта и негрижата за интересите на граѓаните. Кои се ваши предлози за овие две многу битни функции? Ако сакате, не го разбрав прашањето. Побаравте оставка и од Јанкуловска и од Зврлевски. Имате ли предлози за овие две функции? Имате ли имења? Види, ова прашање на вистина е какви имиња. Јас не сум мандатор да кажувам предлози, немам никакви планови.
Јас се борам во овој момент да падне режимот, оние 20-30 или 100 луѓе кои што ја уништија државата, кои што не закрвија македонците со македонци да се мраземе, да си заминат. Потоа кој сака нека дојде, но зборувам исклучиво да дојдат честни луѓе кои што ја сакат својата држава и граѓаните на Република Македонија. Воопшто јас немам размислувано за кадрски решенија и нити пак имам право јас да нудам кадрски решенија. Бисера Замислена ви реплицира за Тодор Александров. Свесен ли сте, генерале, дека ставот во врска со Александров, чија обескуражи нашата подршка за него, еве мојата, на пример, таа вели? Видете, ова мене ме подсетува сега, ова господ или ако е млада девојка, Тоа не е важно. ме подсетува сега на еден расен припадник на режимот. Ако таа ја почитува мојата борба, ќе го почитува и мојот став за Тодор Александров. Зарем ние треба за 100% да се согласуваме од нашите ставови? Значи, мене никој не може да ми го промени ставот за Тодор Александров. Тој понатаму ќе остане мој јунак. Но сте подготвени да дебатирате на таа тема? Апсолутно. Не, секогаш. И можеби ќе ме убедат дека грешам, но таа треба да го почитува мојот став за другите работи. Ние сега имаме света задача да го струшиме овој режим. Мене, јас во историја многу слабо навлегувам, и немаме потреба ние да дискутираме за нешто што било пред 100 години или пред 2000 години. Дајте да видиме што се случува денес, да го ставиме Тодор Александров, нека почива во мир. Да видиме што ни се случува денес во државата. И ако ја почитува мојата борба, ако само заради тоа, бидејќи јас кажав позитивно мислење за Тодор Александров, оваа госпоѓа или господица се откажува да биде дел од борбата, подобро нека не доаѓа. А ако дојде, ќе си дадеме рака и ќе дискутираме за Тодор Александров. Да, секогаш сте подготвени за дебат. Ање Еднорог, дали со истата стратегија ќе пробате да ја ослободите МРТВ во сабота? Не, за сабота спремаме друго изненадување, пријатно, ненасилно, убаво, кое што верувам повторно ќе го предизвика вниманието на граѓаните. Единствено се надеваме дека нема да ни заварне, но дури да врне, нека земат чадори луѓето, не сме шекерни, нема да не стоп. Добро, maybe како лидер на десничарска партија, која произлезе од конфликтот 2001, кој е вашето мислење за Албанец, премиер на Македонија? Јас се залагам Македонија да го има најдобриот македонски граѓанин за премиер. Добро. Воопшто не ме интересира неговата етничка припадност, но сепак во Македонија сметам дека е се уште рано да зборуваме за Албанец премиер. Добро. Прво треба да ја подобриме меѓусебната доверба. Иако ако се излезе со некое квалитетно решение, може да се разгледа и таква опција. Добро. Прашање што многу луѓе го вртат, како може војник да биде добар политичар? А кој рекол дека јас сум добар политичар? Ја никој пат за себе немам кажано дека сум добар политичар. Јас сум пред се војн и имав едно провокативно прашање пред неколку дена пред јавното обвинителство, кога еден од новинарите ме праша дали се чувствувам како Дон Кихот во оваа борба против власта, и тогаш ми дојде ми се виде во моментот така добар одговор и кажа дека јас не сум Дон Кихот, јас сум гладијатор. Така и настана она шега дека јас сум гладијатор, но јас не сум обичен гладијатор. Јас сум баш како во филмот, јас сум генерал гладијатор, кој што на крајот ќе извојува победата, ама најверојатно ќе умре. Се надевам не физички, но јас не очекувам дека ќе имам некоја бујна политичка кариера во Македонија. Добро. И 3 деветки, дали одредени новинари треба да одговараат како хушкачи? Уште еднаш многу брзо ми ги читате прашања. Дали одредени новинари треба да одговараат како хушкачи? Сите кои што направиле кривични дела според кривичниот законник треба да одговараат. Во кривичниот законник нема кривично дело хушкачи. Добро. Има помагачи, има повеќе кривични дела кои што ќе се разгледат. Но бидејќи ја сваќам суштината, да, во овој момент, например, она што го работи Миленко, тоа е веќе предизвикување на расна, верска и меѓунационална омраза. Тоа е кривично дело. Хок, нека му каже некој настојанче, се извинувам, дека има и македонски, албански христијани и муслимани атеисти, но вие рековте дека сте... Го знам. Да, но вие рековте дека сте против муслиманите и албанците, така, без разлика. Не, ми ги искривувате зборовите. Јас кажав, не ви ги искривувам, дека нема да бидам среќен, да, доколку некој од моите 3 деца се омажи или ожени со муслиман или албанец. Реков муслиман. И албанец рековте. Океј, рачунајќи ако сум рекол така, да, тогаш во ред. Добро. А што ќе му правам ако некој од нив
еве се заљуби. Не знам, кој е вашиот план? Рековте дека верувате во љубовта. Делувам превентивно. Мене ме води политичката љубов. Јас зборувам за љубов меѓу граѓаните, не во сексуална смисла. Ова прашање е за брак, каде што ние зборуваме за размножување, каде зборуваме за формирање на семејство, на две измешани култури. Нашите култури се многу различни во овој момент. Ние треба И тоа е прво да ги убавината приближиме. на оваа држава, не мислите ли Да, така? апсолутно да. И ние треба прво да ги приближиме, да ги запознаеме. Јас себе ексклузивно ќе кажам во емисија дека слушам албанска музика, особено нивната изворна музика која што е Кој е прекрасна. ваш омилен пејач? Не, јас зборувам за изворната музика, Изворна? без разлика кој да. Добро. Албанската изворна музика имат прекрасни тамбури, имат кемене, нашето кемене, не знам тие како Добро, го викат. уметник кој е ваш? Значи, не Кој ги е знам ваш имињата. фаворит? Јас не знам да Добро. набројам овде имиња, освен на некои од диџојките кои што пуштат музика, не знам да набројам име нити на модерните пејачи кои што ги слушам секој ден. Добро. За Брчанец, дали е точно дека генералот секој утро си го проверува подот под автомобилот пред зграда? Ако да, зошто? Апсолутно не, но бидејќи возам прилично стара кола, понекупат од технички причини може да погледнам. Инаку, апсолутно во овој момент не се сомневам дека некој ќе ми подметне бомба под автомобил, бидејќи дури и да решат да ме ликвидират нешто во што не се сомневам, тоа сигурно нема да го направат со бомба како на филм. Има многу покултурни начини кои што тие ги знаат. Се плашите ли за вашата безбедност? Не. Јас умрев во 2001 година. Јас бев мртов со едната нога, бев од другата страна. Само немав тунел. Ја имав борба за живот, крвта ми шприцаше низ уста. Ретко, никој не веруваше дека ќе останам жив. Дури на некои од медиумите ме кажаа дека сум мртов спрема симптомите кои што ги имав. Но останав жив и живеам гратис 14 години. И сум благодарен за овие 14 години. Ако умрам денес, ќе живеам вечно. Со мојата смрт не само што ќе останам да живеам вечно во меморијата на македонските граѓани, туку ќе биде и катализатор за политичките промени и за рушење на режимот, и затоа воопшто нити размислувам на таа тема, нити се плашам, бидејќи не де Боже ако некој намисли да ме ликвидира, тоа може да го направи. Во Македонија било кој кој што знае нормално, не може обичен граѓанин тоа да го направи. Ја да намислам било кого во Македонија нема да знае што му се случило. Значи премногу е мала државата и премногу е лесно тоа да се направи. Обичен Александар, дали имате подршка од припадници на актуелниот состав на полицијата? Какви се реакциите? Значи, не сум изненаден. Јас мислам дека имам 90% припадници на полиција подршка, затоа што полицајците, за разлика од другите граѓани, имат малку подобро познавање на кривичното право и на законите. Тие подобро од обичните граѓани знаат дека се работи за масовен криминал, изборен криминал, корупција, кражби. Значи, полицајците чекат да се отиде овој режим. Можеби Ви честитаат ли? апсолутно Тајно. секаде тоа можете да не тајно, зошто тајно, јавно. Зарем не ги гледате снимките со полицајците, јас зборувам, тие автоматски застануваат во став наместо слободно, тие на нивните старешини не стоат така. Погледнете ги снимките со Дали полицајците. примате честитки од нив? Апсолутно да. Да. И Маги. во инбокс, но и Да. вака и јавно кога има камери, повеќето од нив кога ќе дојдам кај нив прават здраво. Значи, ние дојдовме во ситуација кога правењето здраво со мене може да биде ризично, бидејќи ја слушнавме Јанкуловска, сотрете ги оние кои што работат за други партии, да бидат сотрни затоа што почитуваат политика на друга политичка партија. Маги, дали очекувате да дојдат албанци, македонци и власи и така натаму во сабота? Ако е така, зошто тогаш е прерано за мешани бракови во Македонија? Ова нема да ви го простат гледачите. Нека не ми го простуват, јас тврдо стоам на моето Мислам, мислење. не ви го простуваат, туку реплицираат и дебатираат. Јас на тоа ги мислам. повикувам албанците, Добро. турците, власите, србите, бошњаците, ромите и сите останати да дојдат во сабота во 12 часот, не за да се земаме и да склучуваме бракови. Јас не сум сводник или како се вика. Добро. Јас ги повикувам да го срушиме режимот. Да го срушиме режимот. За почеток да направиме нормална атмосфера во државата. Ние прво треба македонци со македонци да престанеме да се мразиме. Потоа македонци со албанци да направиме една нормална состојба во државата, па потоа може да размислуваме за други работи. Имате ли драс, имате ли притисоци од власта? Во која форма? Не. Не? Немам Воопшто? со тоа што
сум го поминал тоа многу порано. Сум имал најразлични притисоци, мобинг, закани, уцени, сум поминал се живо. Сега знаа дека кај мене ништо не пали и на вистина во овој период немам никакви притисоци, нити закани, но јас превентивно сум многу внимателен, внимавен. Лордот од Карпатија, генерал единствен начин да победите во оваа борба е да проширите борбата на улица. Па, на сите улици. Пред телевизија сме на улица, но блокирање на раскрсници и на сообраќајници јас нема никогаш да прифатам, бидејќи не сакам да го реметам секојдневниот живот на недолжните граѓани, зошто да ги го реметим нивниот мир. Слободан Јаковски, со оглед на крајната партизираност на судството, УБК, МВР, сметате ли дека осудените од Смилковска се правилно осудени? Ке почекаме, овој пат не сум сигурен. Ако во јуни бев сигурен, сега после сето оно што го слушнав, не сум сигурен дека сите обвинети, сите осудени дека се виновни. Но мислам дека и за тоа има лидерот на опозицијата бомба и мислам дека вистината ќе излезе на виделина за кратко време. Добро, Ангело, дали достоинство би учествувало во влада на широка коалиција? Воопшто не размислувам на таа тема. Да го струшиме режимот, дури потоа ќе видиме што понатаму. Јас ќе повторам. Јас ќе останам во македонската политика, доколку граѓаните тоа го побарат од мене. Јас додам повторно по села и по градови да ги убедувам гласите за мене, јас сум добар, тој филм веќе никој не го гледа од мене. Бидејќи имам прекрасен занет кој што е добро платен и можам да го работам барем уште 10 години. Но, вториот дел од прашањето, намерно сега ви го поставувам, широка коалиција која би прифатила географска додавка на името. Рано е да се зборува, да видиме прво што договорил Никола Груевски, бидејќи тој веќе има договорено промена на името, која што не е реализирана. Тие вршат подготовки. Еве го и на мојот Facebook профил, нека влезат, нека го видат интервјуто на Миленко, и тоа е старо од пред 3 години, како Миленко ги убедува дека Северна Македонија е одличен предлог. Република Северна Македонија и така натака. Таквите подготовки се вршени одамна. Јас верувам дека власта чекала само погоден момент да го промени името, но претходно ќе извршеа пропагандни подготовки со нивната пропагандна машинерија. Тие верувале дека ќе го свртат народот. Истите оние кои што денес се најгласни против промена, мислеа дека ќе ги свртат. Инаку нашиот став на последните парламентарни избори беше итем преки на преговорите со Грција. На тој начин нема простор за манипулации, бидејќи Груевски дома зборува: не го давам името, не го менуваме, а надвор преговора за промена. Значи, ако навистина нема намера да го промени името, зашто тогаш преговори, нека ги прекине. Maybe, мислите ли дека успеете да ослободите МТВ пред да падне режимот на Ж, името на Груевски на Твитер е Ж? Мислам дека... Поздрав и почет за упорност и издржливост. Мислам дека има големи шанси, но тоа зависи од Горан Петрски пред се, бидејќи Горан Петрски е чесен човек. Се уште за него мислам дека е чесен човек. Добро. Иако употребувам и понекоја дисквалификација за него за волја на вистината, во основа е чесен и верувам дека на крај ќе смогне сили во вестите да пуште 2 минути од разговорите на премиерот и министрите. А од Ратајковски не очекувам, бидејќи човекот е... Но и тој е чесен. Се распрашав за него, се работи за чесен човек кој што е залутан во таа сфера. И верувам дека можеби ќе се скршат, бидејќи јас не знам како може да спијат. Еве, го прашувам Горан Петревски од емисија: Горане, како спиеш навечер? Зарем не ти излегуваат снимките од пред влада кога протестираше за еден телевизија? Навистина, каков образ има тој? Што ви вели тој? Не, јас го прашувам сега во емисија, надевајќи се дека ќе ја изгледа вашата емисија, бидејќи не верувам дека и тој гледа македонска телевизија, затоа што програмот е за никаде. Добро, Горан Петревски рече дека чукате на погрешна врата, заради тоа што Зврлевски не дозволи пуштање на снимките. Тоа е шарена лажга или лажга со опашка. Добро. Ние не сме наивни, ние прифативме нивната игра, бидејќи сакавме да го насочиме нашиот гнев кон јавното обвинителство. Јавното обвинителство има објавено соопштение во кое што сугерира да не се емитуваат политичките бомби. Јавното обвинителство не е телевизија, не е здружение на граѓани за да излегува со соопштение. Јавното обвинителство, според законот за кривична постапка, може да доноси исклучиво решение или наредба. Наредба наредувам ова и ова да не се емитува. Решение ова и ова да не се емитува. Нивното соопштение е смешно. Никој не го почитува. Вие не го почитувате. Сакам да одговорам на ова прашање. Добро. Дајте ми уште малку време. Повелете. Значи,
Во Македонија, повеќето приватни телевизии ги пуштат политичките бомби на Заев. Значи, директно разговорите, снимките од оние монструозни разговори. На интернет може да се слушнат истите тие разговори. Ние имаме ситуација кога на вториот канал на македонската телевизија повторно имаме емитување на политичките бомби во делот на албанските партии. Да. Значи, дури ни МРТ не го почитува соопштението на јавното обвинителство. Соопштението на обвинителството формално правно е неиздржано. Ние денес поднесовме кривична пријава против Зврлевски. Тој сега е во филм јавен обвинител, но ќе му помине тој филм. Ќе биде обвинител уште известно време, неколку недели, месец, два, три. Еден ден ќе дојде нормален јавен обвинител, нормален од кривично правен аспект, се извинувам, лошо прозвучува, кој што ќе каже, ајде да видиме дали ова пријава е издржана. И ќе кажат, сте издале соопштение со кое што го кршете уставот, кршите меѓународно ратификувани конвенции, кршете закони домашни. Значи, тие кршат и кривичниот закон и законот оној за радиодифузна дејност. И може, значи, во овој момент, со оваа кривична пријава на Марко Зврлевски му се заканува казна затвор од 3 години. Тој во овој момент е невин, нели, имаме и презумција на невиност, но еден јавен обвинител кој што објективно ќе изработи оваа пријава, сигурно ќе го смести таму каде што и треба да заврши, во затвор. Понатака, кај одлуката на јавното обвинителство, ние бараме 10 дена да кажат врз кој формално правен акт се застава, се извинувам, не одлуката, соопштението. Тие се кријат. Јас прво мислев дека ќе се обидат со антидатирање, но имат проблем и да антидатират, значи да направат кобајаѓе донесено некој решение од порано, повторно ќе имат проблем. Добро. Затоа што немат на кој закон да се покријат, за да донесат тие таква наредба или решение, треба да кажат врз основа на тој закон, тој член, забрануваме емитување. Американската амбасада, добро? Токму така, американската амбасада го осуди. Не го осуди. Имаше коментар, не беше Значи, осуда. вие викате дека реагирала, јас ви велам дека го осуди. За мене Како го тоа е прочитавте, добро? Јас го прочитав Ајде како осуда додиме на уште една работа. Добро. Во 91 година Меѓународниот суд за човекови права има донесено пресуда со која што една вест која што веќе емитувана потоа не може да представува тајна и не може да одговорат оние кои што ја шират. Кажете ми вие Горан Петревски што штити? Кога ние сите знаеме за бомбите, освен на МРТ, на МТВ1, уствари на вториот канал се пуштат. Добро. Сик Роуз, реплика имате од Твитер. Не можам да поверувам која доза на национализам ја има Ангелов во себе. Се сили да каже нешто убаво за другите етникуми, ама не може. Многу жално за него, ме потсеќа на Милошевиќ. Добро, тоа е негово мислење, во ред. Има право на ово мислење, нека дојде да го струшиме режимот. Ја немам намера да владеам. Борјан Јовановски, генерале, дали ќе повикате на граѓанска непослушност, граѓаните да не плаќаат радиодифузна такса? Нема, бидејќи додека да повикам режимот ќе падне. Режимот е готов, не знам дали ви е јасно. Се работи за неколку недели или можеби месец-два. Добро, која Македонските граѓани ќе се разбудат од овој длабок сон. Стравот кај граѓаните попушта, луѓето се охрабрени, јас тоа го чувствувам на секој чекор. Јас имам една многу интересна перцепција. Кога ние работевме против именувањето на Талат Џафери за министер за одбрана, командант на УЧК за министер за одбрана, имаше енергија кај луѓето, но ова што сега го чувствувам е помножено по 10. На вистина излегува дека македонските граѓани не можат да го смислат режимот по 10 пати повеќе отколку што не може да го смислат Талат Џафери, командантот од УЧК како министер за одбрана. Минион, може ли ескалација на меѓуетничките односи, слично како 2001? Значи, јас вечерва кажав дека не сака мојот син да земе албанка жена и мојата ќерка да земе албанец маж. Од каде сега зборуваме за меѓуетнички тензии или за Спремна ли е Македонија за такво сценарио? Не може да предизвикат меѓуетнички конфликт. Јас, ако дојде до такво нешто, тогаш ќе седнеме ние кои што сме најповикани. Јас сум спремен да седнам со било кој за да спречиме меѓуетнички судир. На Македонија нова војна не и треба. Од војната 2001 година сите изгубивме. Изгуби албанците. Правата кои што ги добија со конфликтот од 2001 година, ќе ги добиеја неколку години подоцна благодарение на Љупчо Ѓорѓевски и Арбен Џафери. Тие наголемо работеа на имплементација на тие права и јас сум убеден дека в 2001 година беше борба за територија, но кога не успеа да отцепат територија, почнаа да зборуваат за права и сметам дека денес и на албанците е јасно. Јас се залагам за влез во Европска унија.
Кога ќе влеземе во Европска унија, најпосле македонските територии ќе бидат обединети. Ќе можам да си одам во Пиринска Македонија без пасош, ќе можам да одам во Беломорска Македонија без пасош. Во истиот момент албанците ќе имат нивната голема Албанија и сите ќе бидеме среќни. Добро. Арсов Тале, ако МТВ во деновите што следат се одважи да презентира во вести, мал дел од аудио разговорите кои Ангелов ги достави на CD, дали ќе пристане со протести? Нашите протести се насочени кон рушење на режимот. Македонската телевизија одбравме како таргет, како прва цел. Добро. Обвинителството како втора. Нашата крајна цел, нашата конечна цел е парламентот, собранието. Ние во собранието имаме пратеници кои што се нелегитимни, затоа што се избрани на нелегитимни криминални избори. И тоа на сите нас ни е јасно. Значи, во овој момент, пратениците треба да изгласат една техничка, преодна, експертска или како сакате наречете влада и да си дадат оставка, за да после еден разумен рок од 6 до 1 година, сметам дека 6 месеци е прекратко, но би можело 1 година е оптимално да се одржат нормални, регуларни избори на кои што сите македонски граѓани ќе го кажат своето мислење. И тогаш граѓаните ќе кажат дали Стојанче Ангелов треба да биде дел од власта или не. Добро, Ивана бе брат, зошто генералот е толку уверен дека режимот ќе падне за неколку недели, месеци? Може би знам нешто што таа не знае. Кажете го, споделете го со Ако Ивана го кажам, и со... и вие ќе го знаете. Не. Јавноста. Затоа што тоа го чувствувам, бидејќи ние сега зборуваме за луѓе. Ајде еден психолошки портрет да направиме на Никола Груевски. Мислите дека на него му е лесно? Мислите дека тој кога легнува, мислите дека спие? Јанкуловска дали спие? Ставревски дали спие? Го видовте Ставревски каков е? Тој издегува еден од најчестните во оваа гарнитура спрема разговорите кои што ги слушаме. Тој бил свесен многу одамна дека сите ќе завршат во затвор и дека ние јадеме чоколади во период кога немаме да јадеме леп. Истиот тој, верувајте дека не може да спие, дека е силно вознемирен. Вознемирена е Јанкуловска, погледнете интернет е преплавен со навреди кои што јас не ги оправдувам, кои што се темелат пред се на изиниот физички изглед, кои овие навреди на пример јас не ги оправдувам, бидејќи можеби секоја трета жена има малку мустаки, тоа не е толку страшно за да се мава. Треба Гордана Јанкуловска да се напаѓа во делот на криминалот, не во нејзиниот изглед, бидејќи сепак изгледа сосем нормално, изгледа пристојно. Мене ми се допаѓа како она изгледа. Добро, имаат твитерџиите, ако имаат пораки за крај до генералот, ги повикуваме, се разбира, да реагираат, односно да прашаат нешто. Додека тие да пратат прашање... Ајде јас да ве прашам нешто. На 16.6.2013 имавте средба со Јохан Трчуловски на иста маса во Пелистер. Да. Разговаравте на темата бренители. Сега го гледате Јохан Трчуловски како го поддржува премиерот Груевски. Која е вашата реакција? Кој е вашиот коментар? Јохан е мој пријател, Јохан е македонски херој, кој што се борел за оваа држава. Може би внатре во селото имало пречекорување, бидејќи факт е дека имаше пресуда, но тоа е направено во жарна борба. Јас се надевам дека пресудата не е точна, бидејќи во спротивно делата кои што се направени внатре врастарци, и јас ги осудувам, но не верувам дека Јохан има нешто направено. Дури да е виновен, нешто во што јас не верувам, тој машки ја одлежа неговата казна, без зов, без леле. Си ја одлежа до последниот ден кој што потоа доби одредено ублажување на казната. И човекот, иако тој е дел од ВМРО ДПМН, но дали сте забележале еден напад од него кон мене, значи остана доблесен и достоинствен, ниту еднаш не си дозволи луксус да ме напаѓа, бидејќи самиот свесен дека јас ја зборувам вистината. Веб Гилдер, Антонија, дали генералот се согласува со Димитров, Лазаревич, Кекеновски во нивните ставови за реформа на ДПМН? Значи, јас го знам Јове Кекеновски лично. Добро. И сметам дека може многу да допринесе во ВМРО ДПМН. Јас од емисија ќе му порачам да се кандидира за председател на ВМРО ДПМН на конгресот кој што ќе биде за 10 дена во Куманово, со надеж дека делегатите на ВМРО ДПМН токму Јове ќе го изберат за нов председател на ВМРО ДПМН. Другите двајца, Лазаревик, реков ти, Да. Димитров. Димшовски.
Не ги многу знам. Значи, Добро. не се они, немат они толку влијание во ВМРО ДПМН. Лазаревик е познат со овие негови колумни. Верувам дека и тие можат да помогнат, но реално немат некој влијание во ВМРО ДПМН. И овие ВМРО од 90-та има силно влијание и да ви кажам уште една работа, Добре. може и ексклузивно во вашата емисија. Интензивно имам средби и комуникации со ВМРО-вци, кај делегатите кои што ќе дојдат на Конгресот. Постои огорченост. Груевски има проблем повторно да биде избран. Тој сега е нелегитимен лидер на ВМРО ДПМН. Тој, ако беше убеден дека делегатите повторно ќе го изберат, тој досега ќе го држеше Конгресот, а на него мандатот му истечен. Тој денес е нелегитимен председател дури и на ВМРО ДПМН. Не само на владата. Затоа го направи она фиктивно собирање, она му на сила на 10.000 луѓе во Борис Трајковски за да продуцира наводно енергија, да покаже дека тие се сложни, со надеж дека повторно ќе го изберат. Но мислам дека Груевски има проблем и опасноста за него е голема да не биде избран. Алтер его, го молам генералот да објасни зошто веќе не држи курсеви за ракување со оружје и основни воени вештини. Тоа планирав да го почнам од Добро. следната недела или две, но сега ми е страв да не биде протолкувано како подготовка на групи за упат. Може би малку кој ќе слегне тензијата, бидејќи тоа е работа која што работам од задоволство. Наместо да вежбам сам, си одам на кеј со 10 на 20 млади луѓе, вежбаме заедно и покажувам како се ракува со пиштол. Извадив неколку генерации на исклучително добри стрелци кои што можат да победат поголем дел од полицајците во прецизно покривање. Сикрус ве прашува зошто се нарекувате генерал кога сте екс-генерал. Но еднаш генерал, секогаш генерал. Јас не се нарекувам, мене македонските граѓани, вклучувајќи ги албанците, ме нарекуваат генерал. И ако кога ме унапредија во 2002 година во јануари, и јас бев скептик, бидејќи бев помлад, денес имам едно чувство дека јас сум најлегитимниот генерал во Македонија. Јас во 2008 година сам построив повеќе од 1000 војници. Пуштите го после емисија клипот од маршот или ќе го пуштам на мојот Facebook профил. Денес луѓето сами чувствуваат дека и тоа како јас сум вистински генерал. Ајде, последното прашање, дали генералот е сигурен дека ниту еден полицаец нема да употреби сила над протестанците ако ситуацијата се вжешти во сабота, например? Исклучувам можност да биде вжештена. Ако некој проба да вжешти, јас кидам кај него, јас ќе го извадам од толпата, јас ќе го предадам на полицајците. Конфликт со полиција исклучувам, невозможно е. Доколку некој биде насилен и се обидува да продуцира конфликт, ќе го сметам за провокатор. Тоа го кажав од микрофон сега во саботата на протестите. Значи, нашата мисија е да шириме љубов, не насилство. Јас знам што правам, затоа и го предлагам ова. Нема потреба ние да се тепаме со полицајците, кои што ако добијат наредба и тоа како ќе ја извршат, не можеме ние од нив да очекуваме ако Добро. дојде до насилство Да не ја извршат. Ајде уште наредбата. две прашања. Иван Менкиновски, став за декриминализација на марихуаната. Јас сум за легализација на марихуаната и тоа не само за медицински цели. Јас сум за легализација по угледот на неколку американски држави. Сметам дека треба да се легализира марихуаната. Холандија. Не само Холандија, имам да. и Вашингтон и уште една Не американска мислев за држава. Европа, добро. Значи, апсолутно сметам Став дека за- тоа ќе биде многу добро за државата. Оние кои што пушат трева, наоѓаат начини вака да пушат. Подобро да си пушат легално и успат да привлечеме туристи. Замислете, турист доаѓа во Охрид, ужива во убавините и се до тоа да го подкрепи со еден добар џоинт. Став за хомосексуалните бракови. Јас не можам да се пофалам дека имам пријатели хомосексуалци, но сум многу либерален во тој поглед. Јас морам да кажам дека два пати сум женет и јас ги сакам жените. Мислам, јас сакам сопругата, не жените, се извинувам на мојата сопруга, лошо звучеше ова. Но мене не ми сметат хомосексуалци. И јас ги почитувам хомосексуалците исто и како сите други граѓани. Единствено нешто што би ми пречело е јавно манифестирање на хомосексуализмот. Јас да седнам во кафичи и двајца мажи до мене да почнат да се шлапа, тоа не би сакал да го гледам. Тоа е навистина не е добро за гледање. Што се однесува до хомосексуалните бракови, јас ве прашувам кој во Македонија има храброст да се зема двајца мажи. Ова што го прави ВМРО ДПМН го прави од причина што таму еден голем процент се хомосексуалци во поширокото раководство. Знаеме сите, нели, од оние муабети, дека има таму доста хомосексуалци и си ја ишкат муват од капата. Ја немам Добро, проблем да тоа се не е- со хомосексуалци. тоа не е воопшто кога- важно. Не, важно е, затоа што Сексуалната тие сега припадност. во уставот ќе го Не е мену, важно. ќе ја менува Не, дефиницијата добро за говорам брак. за тоа. Тоа е за мене Да. сулудо.
во уставот, деме како дојде СДСМ и сите хомосексуалци ќе се земат. Финална Кажете порака. кои хомосексуалци во Македонија ќе се земат. Оставите ги луѓето на рад. Сигурна сум дека многу би се земале. Финална порака од Па нека се земат, мене не смета, ивентот. тоа е нивен избор. Ристе Андоновски, само напред мудро и храбро, целта е пред вас. Вие сте македонскиот Лех Валенса, поздрав и наскоро вклучување на Охридскиот вод. Којто е Охридски вод? Поима нема и кога би имал не би кажал во емисија. Би сакал за крај да ми Не дозволите веројатно паравојна единица. да кажам една работа која што не ме прашавте. Добро. Гледам дека овде имаше и неколку напади на националистичка база. Јас сметам дека Македонија мора да стане граѓанска држава. Во Македонија да живеат граѓани на Република Македонија. Нормално дека ние македонците сме во убедливо мнозинство, но сите треба пред законот да бидеме исти. Затоа до крај ќе се залагам за етапно и постепено укинување на дискриминаторскиот Охридски рамковен договор, кој што е дискриминаторски токму кон албанците. Замислете, тој ги става албанците во подредена состојба. Добро, Еден албанец ќе се запише на факултет затоа што е албанец. И сметам дека 14 години после конфликтот треба постепено да отвориме јавна дебата. Ја не зборувам дека треба да се укине со наследство. Значи во следните години треба да се бореме сите да бидат запишени на факултет или да бидат примени на работа најдобрите. Дали ќе бидат 70% албанци или македонци, тоа е ирелевантно. Да дадеме шанса на најдобрите, да нема некој предност затоа што припаѓа на одредена друга етничка група. јас ви благодарам што бевте гостин во нова дебата. Благодарам.